народот. И она што сакав да го издвојам во оваа епизода беше видливиот страв на политичките елити, видлив, демонстриран, забележан од народот. Така треба да биде постојано. Меѓутоа, вие добро знаете дека политичките елити сметаат дека народот е некаков булумент, стадо на овци, кое што треба да се тера и кое што треба да се толчи. Значи, кога може да го толчат, колку што може да го толчат, они тоа го прават без пардон и без да се повлекуваат. Меѓутоа, направија грешка. Со возачките дозволи, конечно го удрија народот во нерв, во смисол она што го рече Макијавели во Il Principe или кај нас преведено Владетелот, не му дирај, не му брцај на народот во джеп. Значи, ќе ти заборави попрво да му убиеш некој, сега карикирам, парафразирам, меѓутоа суштината е таа, попрво ќе ти заборави крвен деликт, отколку да му брцнеш во джеп. И кога им брцнаа во джеп на луѓето, народот се крена, се изнервира, ради тоа што нема да може да вози, да отиде во Грчка натаму-нааму. Иако претходно безпоговорно чекаа по 20 часа за документи на Северна, нели, оние редови ги памтите, кои што во пиар обид и фотооперација техничкиот министер за внатрешни работи проба да ги демфува, да ги направи нешто прифатливо, дека ете ќе се воведе ред. Иако на сосема погрешни основи, до тоа ќе дојдам. Значи, видоа политичките суперелити, односно една е политичка суперелита со ограноци, гранки во политичките партии. Всушност тоа се луѓе кои што се богати, кои што имаат се поради политичкиот ангажман и блискоста до политичките лидери и се одвоени од народот, немаат никакво чувство какви проблеми има народот, немаат проблеми од типот на документи, затоа што некој се јавува за пратеникот, за министерот, кабинетот, возачот, секретарката, завршуваат работа и нив на маса ги чекаат документите без они да видат воопшто ред. Значи, но овие редови ја загрозија таа лагодна позиција на таа суперелита и суперелитата што направи? Суперелитата си го свитка опашот затоа што беше експонирана, беше доведена на пред народот на светлост, извлечена, видлива и во опасност дека ќе биде народот наљутен и дека ќе може да ја казни. И затоа таа суперелита во текот на еден ден се собра, по итна постапка донесе закон за продолжување на важење на значењето на дозволите до 31 декември и во истиот ден Пендаровски го потпиша законот. А значи можело. Значи може нешто во интерес на народот да се заврши во еден ден. Па секако дека може. Идејата зашто е формирана државата и се избрани тие токмаци таму каде што се е за да ја завршат работата, а не за да не малтретираат секој ден. Не за да ни прават редови. Не за да се сликаат дека ни го намалиле редот од 14 часа на 10 часа. Туку се избрани за да ни завршат работа. И ќе ви кажам, значи, господа, името беше сменето на сила, мимо волјата на народот. Референдумот не успеа во 2018. Народот се произнесе против промената на името. Вие го сменивте името на сила. Пак ќе кажам, противно на волјата на народот. Противно на потребите на народот. И кај што го сменивте името, сега го малтретирате народот против таа промена на името, му правите редови, ова важело до тогаш, она важело до утре, ова до задутре. Нарепницата требало да биде МК, НМК, НМ, СМК. Никој не знае што и како треба да биде.
Тоа произлезе од тоа што имаме сервилни елити, кои што работеа за себе, за своите потреби да бидат на власт. Политичката суперелита има една цел, само себе да се очува на врвот, без разлика во која партија е, и тоа го прават. Кога ве видоа вака бесни, нервозни, реагира. Така треба да знаете дека ја имате таа сила во себе, дека можете секогаш, кога доволно добро ќе се организирате, побуните, или застанете на нозе, или застанете на пат на некаква одлука, дека таа одлука ќе биде сменета, затоа што подобро им е одлуката да ја сменат или да ви учинат, отколку они да бидат сменети. И секојаш ќе работат во ваш интерес. Она што мене ме мачи, не е политичката елита. Оти за мене политичката елита е позната. Доста јасни ми се сите тие што глумат дека работат во интерес на народот. Бидејќи гледате колку е добар интересот на народот, колку е добар животот, колку се подобрува школството, здравството, се намалува емиграцијата. Значи, се разбираме. Се е обратно од тоа што треба да биде, но народот не се буни. Кога народот не се буни, на нив им се може. Мој народе, драги граѓани на Република Северна Македонија, требаше се ова што го направивте за возачките дозволи, за документите, како дигање на глас, како еден бунт на социјалните мрежи, бидејќи немаше бунт пред собрание или пред влада, но имаше едно киптечко незадоволство, зоври крвта. Сето тоа требаше да биде направено во време на промената на името. Затоа што промената на името и уставот имплицираат промена на документите. Ако немаше промена на името, ќе немаше и промена на документите. Меѓутоа, променето е името, значи мора да се променат документите. Ние се фативме за последицата. Не се фативме за причината. Требаше да ја запреме причината. Требаше да се спротивставиме во зародиш, на почеток. И поинаку ќе не третира. Според мене, голема лага е. Мислам дека е менување на историските факти, дека немаше да бидеме примени во НАТО без да го промениме името. И еве тоа јавно го кажувам, јасно и гласно го кажувам. Нека остане трага тука, за да се знае дека има издвоено мислење, да се знае дека може би можело и на поинаков начин. Да, грците инсистираат да се смени името. Тоа е кондицио sine qua non, или услов без кој не се може за нивната надворешно политичка и внатрешно политичка позиција, бидејќи тоа е и внатрешно политичко питање, прашање, грчко. Грчко националистичко, експанзиционистичко прашање. Затоа што на национализам, исклучивост и експанзија и е создадена грчката држава. И тоа е, како што реков, услов без кој што они не можеа да функционираат. Но што ни е гајле на нас? Ние требаше да држиме до наш услов без кој не се може. Затоа што на овој начин ни се смени името на државата, како што гледате сега ви се сменија сите документи, до лична карта, до сообраќајна дозвола, до возачка дозвола и така натаму. Као последица на тоа. И се смени идентитетот. Многу се говореше за тоа дека нема македонска националност.
се сеќавате во документите, изводите на родени, на умрени, ни ставаат тараби, рецки, нули, точки, се, само не македонец. Значи, не требаше да отстапиме на таа позиција. Сега е доцна.